На 24. јануари 1989 година, 42-годишниот незавршен студент по право бил облечен во светло-сина кошула и темни панталони. Влегол во една мала просторија во која се наоѓал само еден стол, односно една столица. Неговата глава и десна рака били избричани. Персоналот му ставиле појас околу стомакот и го врзеле за столот. Му ставиле електроди околу градите кои биле поврзани со електричен вод. Човекот кој седел на столот упатил нем поздрав кон својот адвокат кој бил карши него и кон свештеникот кој бил исто така во просторијата, кој поминал цела ноќ заедно со него на молитва. Прошепотил доволно гласно да го слушна адвокатот. Би сакал да ги пренесете моите поздрави до мајка ми и до моите пријатели. Во 7 часот и 6 минути наутро, непознат извршител на пресудата ја спуштил рачката на прекидачот и човекот бил убиен со 2000 волти електрична струја. Ова момче или овој човек се викал Тед Банти, злосторник кој признал 23 убиства на млади жени и бил осумничен за уште 10 други убиства. Последна минута струјата била исклучена. Влегол доктор, лекар да го прегледа. Точно во 7 часот и 16 минути Тед Банти бил прогласен за мртов. Надвор од затворот во Флорида, пред затворот се собрале толпа луѓе носејќи транспарентни со мрачни надписи, како на пример "Испечи се во мир", "Ова звоно е за тебе" и други надписи. Диск џокејот на локалното радио ги повикал преку своето радио сите млади слушатели да ја исклучат струјата во нивните домови, за да има доволно струја да се изврши смртната казна врз ова момче. Светот бил презадоволен што сепак на крајот се ослободиле од Тим Банти. Браќи и сестри, такви смртни пресуди слушаме дека има во светот, посебно во Америка или во тие држави кај што има смртна пресуда. Кај нас во Македонија нема, на пример, за најголемите злосторства се добива најголема казна на години, меѓутоа смртна пресуда кај нас нема. Но во некои држави се уште има, претежно таму во Америка. Читаме за такви настани. Но ајде да видиме дали во Библијата имаме смртни пресуди. Дали во Библијата имаме настани кои ќе ни укажат дека и Бог ја употребувал смртната пресуда. Кога учитаме Стариот Завет, имаме доста. Сега ние немаме време да ги споменеме сите, но во текот на ова предавање ќе споменеме успат некои такви. Меѓутоа, би сакал да читаме во Новиот Завет за една таква смртна пресуда. Кога го читаме Стариот Завет, имаме суморни денови на Стариот свет. Сеќавате кога Бог ја отворил земјата, колку луѓе загинале? Неколку илјади, така? Има такви смртни пресуди од страна на Бога. Но кога ќе најдеме таков настан во Новиот Завет, навистина понекогаш малце сме вознемирени. Ајде да отвориме во Дела 5 глава. Овој настан често пати е проповедан од ова место, сме размислувале, но еве ќе биде предмет и нова наше денешно кратко размислување. Станува збор за Ананија и Сафира. Имаме 11 стиха во 5 глава. Јас ќе покушам побрзо да ги прочитам ради времето. Вели: а еден човек по име Ананија со својата жена Сафира продаде еден имот и задржа од цената со знаење на жената и донесе еден дел и го стави пред нозете на апостолите. А Петар му рече: Ананија, зашто сатаната го исполни твоето срце да го излажеш Светиот Дух и да задржиш од цената на нивата? Не беше ли твое додека не беше продадена? А кога ја продаде, не беше ли во твоја власт? Зошто го наоми тоа нешто во своето срце? Не ги излага луѓето, туку Бога. Кога Ананија ги чу зборовите, падна издивна и голем страв ги обзеде сите кои го чуа тоа. А помладите стана, го завитка, го изнесоа и го погреба.
a кога помина околу 3 часа, влезе и неговата жена, не знаејќи што станало. Не знам како тоа жената да не знае за мажот, меѓутоа сепак и погреб се направило, но очигледно сега настанот е така прикажан. А кога помина околу 3 часа, влезе неговата жена, не знаејќи што станало. И Петар ја праша, кажи ми, дали за толку ја продадовте нивата? И таа рече, да, за толку. И Петар ја рече, зошто се согласите да го искушувате Господовиот дух? Еве веќе пред вратата се нозите на оние кои го погребаат, твојот маж ќе те изнесат и тебе. И сега кулминација и веднаш падна до неговите нозе и издивна, а кога младите луѓе влегоа, ја најдоа мртва, ја изнесоа и ја погребаа до низиниот маж. И голем страф ја опфати целата црква и сите кои го слушнаа тоа. Овој настан се случил непосредно после Христовото воскресение, после неговото вознесение, мислам на Исуса Христа, и ова приказна спаѓа во оние суморни, сиви, тешки денови за апостолската црква. Такви настани може не ни се малце чудни во Стариот Завет, зашто ги има повеќе, но во Новиот Завет така Бог драстично да реагира, навистина е страшно. Црквата била тек во повој, црквата тек почнувала да расте, тек се формирале темелите и очигледно Бог изреагирал на еден така драстичен начин. Во претходните стихови, ако читаме, ќе видиме дека црквата пее, радосна е, се крштават на илјадници луѓе, нови луѓе доаѓаат, нови верници, а секој нов верник кој ќе дојде во црквата, тој е стимулан за нас постарите. Мотив да работиме, да бидеме свесни дека Бог ја води ова црква. Замислите, илјадници луѓе да се крштаваат и одеднаш како гром од ведро небо се случува во апостолската црква. Во тоа време, вели текстот, или велат стиховите претходни, немало сиромашни во црквата. Замислите, нема сиромашни. Зошто? Затоа што по некои непишани правила, луѓето продавале и носеле во црква дел од своите имоти. Тоа не било закон, не било правило, меѓутоа сепак потикнати од заедништвото, зашто во почетокот ги имало малку, луѓето тоа што го имале, некој го продава и го носи во црковната благајна. Никој не гладувал, сите биле среќни и радосни. Да се зборува за смртна казна во тоа почетно време, навистина би било невозможно. Но еве, ова приказна овде е поместена во 5 глава со цел да не посети дека Бог изреагирал на еден така драстичен начин. Приказната почнува со првиот стих со името Ананија. Што значи името Ананија? Ќе ве потсетам, тоа е еврејско име и значи Господ е милостив. Не знам дали бил Господ милостив кон него, кога така драстично изреагирал. Господ е милостив или Господ е добар. Името на неговата жена е од арамејско потекло и значи прекрасна. Интересно каков пар. Добар и прекрасен, односно прекрасна. Значи, пред нас е еден настан каде што човекот се вика Бог е добар, а неговата жена е прекрасна. Како иронично звучи кога ја знаеме сега, го знаеме крајот на оваа приказна, на овој настан. Вториот стих ни открива и задржа од цената со знаење на жената и донесе еден дел и го остави пред нозете на апостолите. Треба да кажеме на почетокот, да ни биде јасно и нам, и на сите оние кои го читат овој настан, зашто се збунуваат. Каков е тој Бог кој бара нешто, кој е трагичен, кој трагично ги казнува овие луѓе? Не било грев да се продаде нива, не било грев да се задржи од парите од продадената нива. Никој не ги оптеретувал луѓето да носат пари во црква. Реков, тоа било непишано правило. Библијата зборува за едно друго правило, 10% да дадеме. Меѓутоа, ова нема врска со она што Господ го кажува како правило. Може ли дури сите пари да ги задржат и да не одговорат ниту пред Бога, ниту пред црквата? Носењето на парите пред црквата, односно пред апостолите, зависело од нивната добра волја и од нивната дарежливост. Сепак, овој брачен пар договорено рекле ќе однесеме еден дел од ова и се било во ред до тука. Но кога апостол ги прашува дали за толку го продадовте имото, тие рекле да. Тука бил проблемот на нивната лага. Сепак, со други зборови, тие сакале да еден дел се покажат во јавноста како луѓе кои даруваат
како луѓе кои сакат да помогнат, но сепак не биле искрени кога апостолот ги прашува дали за толку пари ја продадовте нивата. И текстот вели тие сокриле. Зборот сокри или задржи се појавува и во Стариот Завет, ќе ве потсетам сега, кога Ахан бил прашан дали кај се парите, тој рек, што вели? Не знам. Ги сокрил, знаете, доле ги закопал. Не ги кажал како што требало. Тој го сокрил пленот, што требало да го пријави кај Ерихон, пленот кој го зел, требало да го пријави. И тој се навлекол несреќа не само на себе, туку и на израелскиот народ. Но да се вратиме во Тит 2 глава 10 стих, исто така Павле зборува за она што некои го кријат, а не го кажуваат како што треба. Односно зборува Павле за нечесноста. Овде 3 и 4 стих вели: Ананија, зошто сатаната го исполни твоето срце да го излажеш Светиот Дух? Не беше ли твое додека не беше продадена? И кога ја продаде, не беше ли во твоја власт? Петар всушност му дава прилика, браќа и сестри, сега на Ананија да ја поправи својата грешка. Петар му кажува: Ананија, зошто така работиш? Еве сега имаш прилика да се поправиш, да кажеш: не, ја продадовме за 1000 гроша, меѓутоа решивме 100 гроша да дадеме на црквата. И никој никому не би имал проблем да му прави. Меѓутоа, очигледно, тој се држал до планот кој бил договорен. Петар, како водаш на тогашната црква, му вели: брате Ананија, не лажиш нас, туку го лажиш Бога, Светиот Дух. Петар сакал да го потикне, да ја потикне неговата совест, за да ја каже вистината, меѓутоа тој се држи на она што е договорено. И како резултат, веќе читавме, тој умира, очигледно добива срцевудар. На лице место тој паѓа и умира. Од медицинска страна, рековме, изгледа дека добил срцевудар и го губи својот живот. Слично се случува подоцна и со неговата сопруга Сафира. Но ова е само, браќи и сестри, пример кој треба да не подучи, да не потикне. Ова било единствен начин на ова семејство, на надприроден начин, односно тоа било надприродна смрт забележена во Новиот Завет. Подоцна имало и други луѓе кои може се служиле со лага, но не били убиени, не страдали. Кога читаме во книгата Дела на апостолите како коментар, Елена Вајд зборува дека Бог драстично така изреагирал за да покаже на младата црква која била тек во основање дека таквите работи Бог нема да ги толерира. Всушност, ние еден ден ќе одговараме за сите наши нечесни дела, не сега, можеби веднаш, во мигот кога човекот тоа ќе го направи, но сепак Бог овде покажал дека не го прифаќа таквиот начин на однесување на било кој од нас. Бидејќи, кога читаме во Стариот Завет, еве ќе ве потсетам сега за Надав и Авидуј, сеќавате. Чии синови биле тие? На Арон. Тие биле убиени. Зошто? Кои правила ги не почитувале? Во црквата тие допрели оган кој што не смеле да го допират. Гледате Бог како е драстичен понекогаш со своите казни. Еве ќе ве спомнам за друг случај. Сеќавате за Уз. Сме зборувале ова за Уз. Што направил Уз? Имал добри намери, така? Ковчегот се навалил, само што не паднал. Кравите се разлутиле, се уплашиле, колата само што се не преврнала и тој посегнува да допре, да го сочува ковчегот. И кога читаме коментар во духот на пророштво, вели зошто Бог не изреагирал? Затоа што Уз и сета компанија, таа компанија или тие луѓе кои биле пред него покажале недоверба во Бога. Па Бог можел ангел да пушти да го сочува ковчегот, да не падне. Меѓутоа понекогаш ние, знаете, сакаме да му помогнеме на Бога. И сега, овие настани што ги спомнавме, Надав, Авидуј, синовите на Арон, па мислам дека може да ги споменеме и синовите на Илија, знаете, подоцна тамо во царевите, Кореј, Датан, Авирон, Уз. Како можеме Ананија и Сафира да ги всклопиме во љубовта Божја, дека Бог е полн со љубов, дека Бог навистина е човек
односно Бого човек, Исус Христос, кој не сака сите и љубовта Негова е безгранична. Исус вели во Јован 14:9, кој ме гледа мене, го гледа Отецот. Дали тој Бог кој е нежен, кој го држи Марија во своите раце, мајка му, тој Бог е извршител на смртни Божи пресуди. Бидејќи нам не близу Исус, Бог е далеко, така го чувствувам, иако е Бог присутен со својот дух. Како можеме овие настани да ги уклопиме за сликата, со сликата за Бога, кој тврди дека е грижлив, дека е милостив, дека е спор на гнев, дека не сака сите? Одиме во 1 Јованова 4:8 да прочитаме еден текст. Мислам дека и денес беше спомнат кога во прашање Божјата љубов, 4 глава 8 стих 1 Јованова вака вели: а кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е агапе, Бог е љубов. Како Бог на љубовта може сега да го вклопи на едно дете, може да му објасниме, браќа и сестри, кога ќе го чита овој настан во Дела 5 глава, кога овој брачен пар сместа бил убиен. Како може да им објасниме на младите дека Бог е Бог на љубовта, дека Исус е Бог кој не сака сите? Зборот агапе значи безусловна љубов која се жртвува. Тоа значи дека на Бога се му е познато. Бог својата љубов не ја наметнува со сила. Тука е суштината. Бог ниту на Анани и Сафира нешто сакал да им наметне. Преку апостол Петар, Светиот Дух само ги потсетува но на што го направиле, ако сака да се повратат. Бог на човекот му дал слободна волја, да самиот бира, да самиот одлучува. Но на жалост, знаеме дека човекот ја одбива таа Божја љубов. Како во Стариот Завет тоа го правиле луѓето, исто во Новиот. Сепак човечкиот однос кон Бога го жалостува срцето на Бога. Во книгата на пророк Осија, тоа може многу сликовито да го видиме и да го прочитаме. Ајде отвориме книга на пророк Осија, 11 глава, и овде ќе читаме, ќе се задржиме на неколку текстови, да видиме како Бог реагира. Со каква слика Бог се служи. 11 глава, од 1 до 4 стих. Послушайте што пишува. Додека Израел беше дете, јас го љубев, го повикував, мојот син од Египет, но колку повеќе го викав, се подалеко одеа од мене. Им жртвуваа на валовите идоли, им кадеа на киповите. До 4. А јас го учев Ефрема да оди. Знаете, вие мајки како сте ги училе децата, как ги учевме деца да одат, колку е тоа симпатично и убаво. Го фаќаш за рака, после за прст, па за еден прст и полека детето се ослободува да оди. Бог вели, јас го учев Ефрема да оди. Држејќи го за неговите раце, но тие не созна дека се грижив за нив. Каква констатација жалосна Бог има, браќа и сестри, за својот народ. Бог вели ги сакав, Бог вели ги учев. 7 и 8 стих. Мојот народ е наклонет кон отпаѓање, иако го повикуваат кон вешниот. Никој нема да го исправи. Како да постапам со тебе, Ефреме? Како да те предадам Израелу? Дали да постапам со тебе како со Адама? Божјото срце било рането. Како сега човекот одговара кон Божјата љубов? Навистина, браќи и сестри, Бог им дал слободна волја на сите луѓе, па и на бунтовниците, па и на Анани и Сафира, да самите одлучат што ќе направат со парите што ги добиле од продадената нива. Во некои случаи Бог морал така драстично да изреагира, како со потопот. Замислите колку луѓе Бог убил за време на потопот. Според некои истражувања, околу 7 и нешто милиарди во тоа време имало живи луѓе. Замислете како денешната популација преку 7,5 милиарди луѓе има. На Бога не му било тоа, но Бог го почитува изборот што ние го правиме. И тоа ќе биде во последно време. Бог исто така ќе го почитува изборот и последиците ќе бидат такви за кои тие се одлучиле. Во текот на целата историја на оваа земја, браќа и сестри, Бог дава крајни мерки од своја страна, крајни сигнали да го привлече вниманието моје и твое. И на крајот Бог ќе рече доста е.
kako ovdje što veli. Dosta je. Ne možem poveke, ne da trpam, ne možem poveke da pomognem. 4. glava 17. stih se vraćam ovdje v Osija povtorno, ovaka pišu vam. Efrem se združi so idolite, ostavi go. Bog je konstatira jedan den, gotovo je. Kako lekarite po medicinam, ke storat sve od svoje strane velat, ne može me poveke. Samo veli se višnji od, samo Bog može da mu pomogne na ovoj pacijent. V ovoj slučajevi Bog je kaže, dosta je, ostavi go, Efrem. Sve je propadnato. Ništa poveke ne možem da storam. Ima momenti, braki i sestri, koga Bog se zamešava vo nastanite i gi izvršava svojite zabrzani sudovi. Mi bi rekli, zašto Bog ne im dal milost na ove luge? I da gi ostavili ušte 10-20 godini, ti bi продолжile. Извештаите за смртните казни, спомнати во ово проучување, ни покажува дека во некои настани Бог директно се замешува и предизвикува дури смрт на некои припадници на својот народ. Проучувајќи ги ове настани, открив дека сите имале прилика и биле сведоци на некои Божји настани, надприродни чуда. Секој од нив добро ја знаел Божјата добрина и љубов, но сепак тие продолжиле и понатаму. Ние би рекле за предпотопниот свет дека да имали уште 120 години, дали би се поправиле? Не. Кога читаме книгата Патриарси и пророци, тие биле толку заслепени, толку задоени, да имали уште 200 години, повторно би биле уште полоши и би хулиле на Бога. Но сепак, може да кажеме дека сите ние имаме слободна волја самите да бираме и да одлучуваме. Но не имаме право во таа наша слободна волја да ги загрозуваме другите или правата на другите луѓе. Ако јас имам право да се бунам, ако јас имам право да не верувам, тогаш треба да му дозволам на другиот кој има право да верува, кој има право да прифаќа. Знаете, ние понекогаш или луѓе кои нам ни прифрлуваат зошто вие така верувате. А ние треба да ги прашаме, па зошто вие така верувате? Зошто не се крстите? А вие зошто се крстивте? Значи може обратно да им повтариме прашања. Па вели, јас така си верувам. Тогаш и ние имаме право да веруваме така како што веруваме. Тоа е израз на нашата слободна волја. И сепак овде со Анани и Сафира, на жалост, Бог морал така да изреагира. Не му било лесно на Бога. Како што не му било лесно на Бога да го прати својот син на крстот и да го гледа кој виси во агонија 6 часа. Исус 6 часа се борел да дојде до смрт. Односно да дојде до смртта кога не умрел, така. 6 сати, едноставно, тој висел на крстот. Сепак, тоа се тешки одлуки. На Бога нема да му биде лесно кога ќе дојде и кога ќе каже, како што пишува Јован во Откровение, кога ќе констатира и ќе ги искаже овие последни зборови, кој врши неправда, нека врши уште неправда. Кој е нечист, нека се онечистува уште. Кој е праведен, нека врши уште правда. Кој е свет, нека се осветува. И ова е крај. Овде амин. Нема повеќе продолжување. Нема повеќе милост. Нема повеќе ајде да му дадеме прилика. Ајде како на смокват се сеќавате во Новиот Завет, кај што дошол Господарот и не нашол ниедна смоква и рекол, ајде да ги дадеме уште малку прилика. Да окопаме, да не ѓубриме, па можеби уште една година на милост. Ова е крајот овде. Овде повеќе нема милост. Нема да му биде лесно на Бога. Да донесе и една и друга одлука. Но Господ, браќи и сестри, не сака сите нас. Нека навистина овој пример што го спомнавме со Анани и Сафира само не потсети дека сите ние имаме право на избор. Бог го почитува правото на нашиот избор. Но ако се одлучиме за лошо, тогаш неминовно ќе дојдат и лошите работи како последица на нашиот избор. Еремија 31:3 и тука превршуваме. Господ му се јави од далечина. Те љубам со вечна љубов. Затоа ти запазив милост. Без разлика колку сме паднати, без разлика што е да се случи во нашиот живот, ако станеме, ако погледнеме горе, таму ќе е вечната љубов. Тука има малку милост и за мене, и за тебе. Но за еден човек немало милост. Сеќавате за Јакова, кој го прелажил својот татко и својот брат. И кога дошол да го благослови, што рекол? Што рекол стариот Исак?
Ама татко, има ли нещо за мене? Не вели, се брат ти однесе. Ти ке бидеш што? Подчинет под него. Како благослов му дал. Ке му бидеш слуга на брат ти. Ама има ли малку милост за мене? Нема. Се однесе брат ти. Овде, нашиот голем Исак, голем Бог, сепак чува милост за тебе и за мене. Те сакам со вечна љубов. Затоа ти запазив милост. За секого од нас постои милост во рацете, во прегратките на Бога. Да му благодариме на Бога, браќа и сестри, за се што сторил за нас. Тој ни ја открил вистината и не сака да не остави во темина. Да му благодариме за големата жртва за Исус Христос. Нека тој ни помогне еден ден да бидеме со Него. И со сите оние великани кои по цена на својот живот останале на Божја страна. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.